Тоа го приметивме детето имаше возраст од 3 години. Певме во Скопје на испитување на неврохирургија на детска поликлиника во Скопје и таму докторката ни рече дека треба да испитаме кај детето све. Претходно правевме 2 овакви магнетни резонанси што покажа дека детето има прележено цитомегаловирусна инфекција уште во трудноќа кај сопругата. После тоа ни даде да испитаме све, значи слух, вид, физикални терапии правевме за детето да почне самостално да оди, да проводи и тогаш на бера тест во Скопје на поликлиника за уво, нос и грло установија дека детето има оштетен слух. И тоа слухот беше оштетен на левото уво меѓу 70 и 80 децибели, а на десното над 90. После тоа ни дадоа совет и требаше да го однесеме да земе слушен апарат и да започнеме со рехабилитација на слух, говор и глас во центарот во Скопје. После тоа ние отидовме, ни дадоа фирми кои работат со фондот, кај што ќе ни дадат апарати за детето. Ние отидовме, ги земавме тие апарати и почнавме со рехабилитација на слухот и говорот во центарот во Скопје. Забележавме подобрување со самото тоа што детето првиот слух кој го доби со градување на апарат, значи он имал на левото уво минимален слух кој не можел нормално да го примети. Со ставање на апарат детето почна да слуша, почна да реагира, почна да има некои позитивни реакции со тоа што го слуша. Меѓутоа, за да може да развие нормален говор, тоа ни го кажа и докторите, логопедите, поточно и дефектолози во центарот за слух, говор и глас, исто да ни го кажа и докторката на уво, нос и грло, дека овие апарати за почеток ќе му бидат доволни, пошто детето, детето е мало, прво треба да свати дека нешто слуша, дека нешто ново има во неговиот живот. После тоа, кога тоа помина, тие апарати не му се доволни за детето да може самостално, тоест со помош на логопеди, дефектолози, да го развие нормалниот говор. Тие апарати ги користеше околу нецели 2 години. После 2 години и рекоа дека треба тие апаратчиња да се сменат, што и по закон го следува на секој малолетно дете, значи мало дете го следува секој 2 години преку фондот за здравство, дека пак ќе добие нови апарати. Меѓутоа, тие апарати се со иста јачина, потполно истите што ги земал прв пат, ќе ги добие и по втор пат. Тие апарати не се доволни за детето да може да развие говор. Сега, ние како родители сме приморани или ради тоа што сакаме да им помогнеме на своите деца, мораме тие апарати да ги купиме. Таков софистициран современ апарат кошта околу 2000 евра. Ние веќе набавивме таков апарат со тоа што јас сум вработен во АРМ као професионален војник. Дел од средства собраа, сакам да им се заблагодарам на моите колеги, собраа солидарна помош, нешто земавме кредит од неколку страни и си го дозволивме тој апарат. Тоест тие 2 апарати, пошто треба да ги носи на двете. Значи зборуваме дека еден апарат чини околу 2000 евра. Со тоа што за нецела година видовме многу поголем напредок. Значи секој апарат што ќе го купите нов има гаранција од 1 година. Меѓутоа, од 2 до 4 години тој апарат е функционален. И како тако може да се користи. Апаратот кој го дава социјалното, тој е 4 канален. Нашата азбука е од 31 буква, нели? Тие 31 буква се распоредени во 4 такви канали. Значи се ствара поклапање. Мене тоа така ме го објасниле, ја така би го кажувам. Се ствара поклапање
На некои си одредени букви кои се и многу слични и не може да се разграничат. Софистицираниот апарат, тој е 20 канален. Тие 31 буква као такви се распоредени во 20 канали, што значи дека има по нецели 2 букви во еден канал, што многу подобро е за слухот на детето. Друга опција која може да ни ја понуди фондот, што ние како родители ја баравме, барем да ни дозволат колку што е дозволено од фондот, колку кошта тој апарат што го дозволува фондот, остатокот да го доплатиме за да земеме пософистициран апарат. И од тоа нема ништо.